Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Светски ден на човековите права. Стручните лица предупредуваат. Ковид пандемијата придонесе за влошување на состојбата во оваа област. Ги прашавме граѓаните дали ја помагаат домашната економија и купуваат домашни производи во време на пандемија. Лишен од слобода сопственик на угостителски објектот Тетовски пирог, кој работел по дозволеното време и во него имал гости. На Светскиот ден на човековите права, стручните лица предупредуваат дека ковид пандемијата придонесе за влошување на состојбата во оваа област. Подвлекуваат дека многу граѓани останаа без работа и без соодветна социјална заштита, со што во прашање им се доведува екзистенцијата. Светот годинава го одбележува Меѓународниот ден на човековите права во услови на пандемија. Стручните лица предупредуваат дека актуелната ковид ситуација ја влоши состојбата со човековите права и ги извади на виделина недостатоците на системот кој треба да обезбеди нивна заштита. Целата ситуација со човековите права, како Северна Македонија, па и тако и целиот свет, ја опфаќа ова пандемија COVID-19. Значи, и со ова пандемија излегува на површина дефектите кои целиот систем на човековите права, па и тоа како што се економски и социјални права дојдоа до изражај. Професорот Муслију подвлече дека многу граѓани останале без работа и без соодветна социјална заштита, со што во прашање им се доведува екзистенцијата. Државата мора итно да изнајде повеќе начини да им пружи финансиска помош, нагласува тој. Целата ситуација имаме проблематика со зголемување на процентот на невработеноста, значи тие кои остануваат без работа да имаат надомест за невработеност, социјални помош, здравствениот систем исто така е една од голема проблематика. Сети почит од до докторите и сите тие кои се справуваат со ова, но проблематиката во ова ситуација сега е ургентна. Значи мора сега држава да става рака во джеб и да им помага на граѓаните. Значи ние сме во рап на сиромаштија и во сето ова без помош, без рака на држава не може да ја поминеме целата ситуација. Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Универзалната декларација за човекови права на 10 декември 1948 година во Париз. Декларацијата е создадена во периодот по Втората светска војна и означува прво глобално изразување на основни права на сите човечки суштества. На листата на основни човекови права се правото на живот, на здравствена заштита, образование, приватност, храна и вода, слобода на мислата, како и право на одмор. Во период кога целиот свет и нашата земја се соочува со економска криза заради пандемијата со коронавирусот, ги прашавме граѓаните дали ја помагаат домашната економија со тоа што купуваат домашни производи. Слушнете ги одговорите на Тетовци. Да, купувам. Прас, кромит, компир, купувам. Зашо да не? Нашето домашно е најздраво и најдобро. Тоа, мислам, со задоволство го земаме, претежно ние тука, мислам дека сите така купуваме. Па и млеко некогаш, ја поретко земам, меѓутоа си земам од нашево. Дали јогурт, дали тоа, гледам да е наше македонско. Секако, да. И од познати продавачи што ги знаеме со години. Не се прекупувачи. Што ќе купуваме? Ние сме пензионери. Сакаш неќеш мораш за овде да рачунаш. На дворецни само ни ги качуват цените и што ложимо. А ми имаме поубав артикли него нивните. Кај го има еден најбар 120 динари. Дома не ти излага испод 300 динари и фала Богу добре, сега да сега добре. Друго што да ви речам. Домашното сепак е најдобро. Наше, ние го произведуваме, нас ни плаќат, ние ќе оплатиме назад, што ќе правиш друго. Ако кој што мисли така, кој што не мисли, за себе е тоа, за мене вака мислим.
Само тие што ги имаме на пазарот, тоа го купиме. Сега, што подразбира тоа, овие што се наши, а што доаѓа тоа вошни од надвор, тие се од надвор. Тоа треба да се подржи нашето. За да се оживи малце економијата, види како одиме, на кој смер. На никаков смер. Како улица без крај. Па мора да купуваме. Парите достана ке нас не иде на друго место. Од странски држави купувам. И производи, и земјоделски производи. Затоа што Полошкиот крај знаеме дека има добар квалитет. Се одржа јубилејното 10-то издание на Топ 100, настанот на кој беа прогласени најдобрите и најуспешните 100 компании. Стопанската комора на Северозападната Македонија преку хибридна презентација ги презентираше најмоćните компании, кои во изминатата година прикажале позитивни резултати. Доделени беа наградите на топ 5 компании кои имаат посебно достигнување во своето работење и се издвојуваат како водечки компании за 2019 година, како и 3 специјални награди. Ова активност се реализираше во рамките на јубилејното издание на Топ 100 настанот, на кој се прогласуваат најуспешните 100 компании. Стопанската комора на Северозападна Македонија во хотелот Double Tree by Hilton преку хибридна презентација ги презентираше најмоćните компании кои во изминатата година прикажале позитивни резултати. Наградите ги доделија представници на Стопанската комора на Северозападна Македонија, односно Неби Хоџа, Мендерес Кучи, Трим Ќемали и Влора Адеми, како и представници од владата на Република Северна Македонија, премиерот Зоран Заев, Талат Џафери и Крешник Бектеши. Една од наградите беше доделена од страна на гостин, односно господин Николин Јака од Стопанската комора на Тирана. На манифестацијата се обратија Заев и министерот за финансии Фатмир Бесими. Изборот на најуспешни компании е признание за нивната успешна работа, мотив за понатамошни остварувања, но исто така и признание за нивната општествена улога. Оваа манифестација е силен поттик за предпријатијата кои оствариле најдобри резултати во претходната година, да продолжат да создаваат на култура на деловна мотивираност и промовирање на здрава конкурентност. Во овие тешки моменти докажуваме дека сме уште појаки од каменот и докажуваме дека се имаме храброст и аспирации и можности од нашата внатрешност. Кога велам од себе си, почнувајќи од инспирацијата која е за предприемачите, сите вие кои сте овде знаете, секоја ваша идеја извира од некоја визија што сте имале. Реализирана е со храброста што ја имале и посветеноста. За изборот на овие водечки компании пресудни се неколку индикатори, како што се годишниот приход кој го прикажуваат, нето добивката, бројот на вработени, инвестициите и повратот на капитал, со што истите се издвојуваат од останатите од каталогот. Засилени инспекцијски контроли во угостителските објекти во пресрет на новогодишните празници за да се превенираат евентуални новогодишни прослави, најавува претседателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска. Апсолутно дека ќе има засилени инспекцијски контроли, меѓутоа пред се ќе зависи какво ќе биде решението. Значи инспекцијските служби не учествуваат во процесот на донесување одлуки дали ќе работат, нема да работат, дали ќе има некакви промени во однос на работењето на угостителските објекти, така да во зависност како ќе се одлучи, така и ќе се организираме. Без разлика, онака како што стојат сега работите, инспекторите, особено од пазарната инспекција, но и од сите други, ме прашавте за пазарната инспекција, се постојано на терен и секојдневно максимално ги искористуваат капацитетите и како се приближуваат празниците, ве уверувам дека уште повеќе ќе ги интензивираат надзорите. Врз основа на Законот за заштита на населението од заразни болести, пазарните инспектори донесаа 4 решенија за забрана за работа на 4 угостителски објекти, и тоа 3 во Скопје и 1 во Гостивар, во кои констатирале дека не се почитува протоколот, во смисла дека во истите работеле по 21 часот со повеќе гости на маса отколку што е дозволено. За овие правни лица и за одговорните лица во овие правни лица изречени се и соодветни прекршочни платни налози.
Многу е важно стопанствениците максимално да ги почитуваат донесените протоколи за работа, а уште поважна е свесноста на граѓаните кои исто така треба да реагираат и да пријавуваат во случај на детектирање на непочитување на протоколите од страна на правните лица, но и да ги применуваат мерките за самозаштита. Лишен од слобода сопственик на угостителски објект од Тетовски пирог кој работел по дозволеното време и имал гости. Во изминатите 24 часа пак за неносење заштитни маски казнети се 66 лица на подрачјето на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 66 лица, 47 од Тетово и 19 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 95 лица од Тетово, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 975 лица од Тетово и 677 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 23 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 50 годишникот село Пирог Тетовско, бидејќи во угостителски објект во негова сопственост во село Пирог имало гости и работел по дозволеното време, односно не ги почитувал мерките за справување со ширењето на коронавирусот. По целосното документирање на случајот, на него ќе му биде изготвен соодветен поднесок за сторено кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Полициски службеници вчера вечер околу 22 часот и 15 минути во Тетовска палатица лишиле од слобода 75 годишник од ова село, кој претходно бил пријавен дека околу 20 часот во дворот од нивната семејна куќа физички го нападнал неговиот 32 годишен син. Во нападот според пријавеното, 75 годишникот користел и дрвен предмет. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот, а му биле одземени ловечка пушка, пиштол, метален и дрвен предмет. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера околу 11 часот и 25 минути на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 51 годишничка од Куманово поради сомнение дека извршила кражба, пошто била задржана во полициската станица Тетово за натамошна постапка, а одземен е мобилен телефон и нешто подоцна телефонот му е вратен на сопственикот од Тетовско горно палчиште. Се расчистува и овој случај. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да бидат крајно внимателни ако патуваат кон Стража, Маврово, Дебар или Попова шапка, задолжително да поседуваат зимска опрема и да ја прилагодат брзината според условите на патот. Последните дождови предизвикаа влажни и лизгави коловози и отежнато движење на возилата, особено на високопланинските патишта во Полог и пред се по долината на Радика, најчесто доцна вечери во раните утрински часови. Доколку во наредните денови продолжи ваквото време и позначително се спуштат температурите, на овие патишта можна е појава и на голомразица, како и одрони од камења, како ноќешните во близина на Трница, кои дополнително го зголемуваат ризикот за случување сообраќајни несреќи. Поради ова, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да бидат крајно внимателни ако патуваат кон Стража, Маврово, Дебар или Попова шапка, задолжително да поседуваат зимска опрема и да ја прилагодат брзината според условите на патот. На возачите им се советува исто така навреме да ја проверат техничката исправност на нивните возила и да не пристигнуваат на непрегледни места. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово и овој месец проведуваат и ќе продолжат со засилени контролни активности, во чие средиште ќе биде техничката исправност на возилата, пристигнувањето, како и брзината со која се движат во и надвор од населените места. Технички неисправните возила ќе се исклучуваат од сообраќај и ќе следуваат соодветни поднесоци, како и за пребрзите и алкохолизираните возачи. Екипата на Шкендија има 4 бодови предност на врвот на табелата, откако вчера ја совлада Беласица со 2:0. Фудбалските прволигаши продолжуваат со забрзаниот ритам на одигрување на првенствените кола.
Тие вчера ги одиграа надпреварите од вонредното 16-то коло, во кое тетовските екипи имаа половичен успех. Екипата на Шкендија како лидер на табелата на домашен терен ја совлада последно пласираната Беласица со 2:0. Тетовци долго се мачеа да го отворат резултатот, а тоа му успеа на капитенот Екзон Бейтулај во последната минута од првиот дел кога со глава биеше неодбранливо во мрежата на Беласица. Конечните 2:0 за Шкендија ги постави Бесарт Ибраими во 60-та минута од надпреварот. За разлика од Шкендија, фудбалерите на Ренова забележаа пораз од 3:1 на гостувањето кај Работнички. Домашните имаа убедливи 3:0 со головите на Ѓорđević, Шарковски и Станковски, додека почесниот погодок за Ренова беше дело на Шефит Шефити во 89-та минута. На останатите надпревари од 16-тото коло беа постигнати следниве резултати. Академија Пандев Борец 2:1. Со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Македонија Ѓорче Петров и Пелистер. Шкупи Вардар 1:1 и Силекс Струган 0:0. На табелата во водство е екипата на Шкендија со 36 бодови, пред Шкупи и Македонија Ѓорче Петров кои имаат по 32 поени. Екипата на Ренова е на 9-тото место со 15 поени. Следното прволигашко коло на програмата е веќе предстојниот викенд. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Почитувајте ги мерките за заштита и чувајте го сопственото и здравјето на другите. Пријатно!